Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Советот на општина Прилеп донесе одлука за распределба на финансиски средства од буџетот на општината за финансирање на спортски клубови и здруженија. Ќе имали правна разврска за спортската сала Македонија. Од нула до култура, втор концерт на отворено ќе се представи бендот КНАП. Полицаецот Прилеп пренесувал службени информации на адвокатот осомничени. Времето денеска нестабилно со услови за невреме попладне. Урбан маркетинг. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Хомкер Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Согласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. На 16-тата седница на Советот на општина Прилеп, советниците со мнозинство гласови ја усвоија одлуката од значење за спортот и финансиска поддршка на граѓанските здруженија. На седницата беше усвоена одлуката за распределба на финансиски средства од буџетот на општина Прилеп за 2026 година, наменети за финансирање на спортски клубови, професионални спортски клубови, здруженија и фондации од областа на спортот, културниот и општествениот живот. За оваа намена се обезбедени вкупно 14,5 милиони денари, што представува двојно зголемување на средствата во однос на минатата година и значајна поддршка за развојот на спортот и граѓанскиот сектор во општината. Оваа точка на дневниот ред предизвика и најголем интерес кај советниците со оглед на долгогодишниот недостиг на репрезентативна и функционална спортска сала. Ќе имали разврска за спортската сала Македонија? Градоначалникот Дејан Продановски информираше за ова прашање. Правниот вакуум во кој што се најдува спортската сала Македонија е навистина нешто што еве и дури и повисоките органи на управа искрено да бидам, немаат одговор, односно бараат начин како тој да се излезе тој проблем. Сопственик на спортска сала Македонија е предпријатие кој што 7 години не функционира. Ево некое чудно мирување, нема органи на управување, нема управен одбор, а има имот, а има и сериозни долги. И за сметка на тоа е подпишан концесиски договор со предпријатие кој што не функционирало и тоа е навистина комплексно прашање и се надевам дека што поскоро еве и очекувам, барам, односно правна помош од сите вас, дајте како да излезиме, да го решиме тоа. Во организација на Друштвото за наука и уметност од Прилеп, утре, четврток, професор доктор Зоран Крстевски, кој е член на друштвото, ќе одржи предавање на тема методи за справување со стресот и анксиозноста. Предавањето ќе се одржи во просториите на градската библиотека Борка Талески Прилеп со почеток во 19 часот. Втор концерт од проектот од нула до култура ќе се одржи утре, четврток, на 25 јуни од 21 часот на камената бина од плоштадот Александрија во Прилеп. Ќе се представи бендот КНАП, составен од една девојка и неколку момци кои едноставно обожаваат добра музика. За нив жанровите не се важни, од поп и рок до најголемите хитови кои ги знаете. Нивната единствена цел е публиката да биде среќна, на нозе и да пее со нив. Бендот ќе проба да ја оживее суровата емоција, џез магијата и препознатливиот ретро звук. Од полициската хроника, полицаецот Прилеп доби кривична пријава бидејќи пренесувал службени информации на адвокат од осомничени во кривични постапки, информираат од Министерството за внатрешни работи. Полицаецот БТ, вработен во надворешната канцеларија за криминалистички работи Прилеп, е осомничен дека во мај годинава при извршување службени задачи и преземање полициски овластувања во врска со пријавено кривично дело се стекнал со податоци кои представуваат службена тајна во предистражна постапка.
Неколку дена подоцна, при приватна комуникација преку мобилна апликација, добијаните податоци ги споделил на бранител на осомничен во постапката, а се однесувале на дадени искази на лица лишени од слобода, на кои им била определена мерка притвор, како и податоци во врска со издадени наредби за преведување на лице. Поради овие активности, одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди при МВР до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава за кривично дело оддавање службена тајна. Временска прогноза. Под влијание на циклонска активност од југоисток, времето денеска во попладневните часови ќе биде нестабилно со дожд, грмежи и засилен ветер. Управата за хидрометеоролошки работи соопшти дека процесите локално ќе бидат поинтензивни со пообилен, пороен дожд, грмежи, силен ветер и појава на град. Во Прилеп минималната достигна 16, а максималната температура до 26 степени. Утре, четврток и петок ќе има изолирана појава на нестабилност, а за време на викендот и почетокот на следната седмица времето ќе биде претежно сончево и топло. Временска прогноза. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Јуни 2026.